благодарам и ви честитам за високото ниво на демократска и европска свест. Успеавме да реализираме целосно демократски, фер, слободни и европски избори. СДСМ и коалицијата победуваат во прв круг или имаат сериозно водство и влез во втор круг пред ВМРО ДПМН во повеќе од 30 општини во земјата. Најдоброто победува и води пред ВМРО ДПМН во повеќе од 30 општини и секако во градот Скопје. СДСМ победи и победува во Струмица, Крива Паланка, Карпош, Центар, Шуторизари, Кочани, Делчево, Крушево, Ресен, Дојран, Валандово, Македонска Каменица, Богданци, Берово, Кривогаштани, Пробиштип, Пехчево, Демир Капија, Демир Хисар, Маврово Ростуша, Чашка, Росоман, Старо Нагоричане, Лозово, Конче, Арачиново, Дебарца, Долнени, Куманово и се разбира Скопје. А таму каде што води ВМРО ДПМН и влегува како прв во вториот круг. Видете ја структурата на гласови и ќе видите дека кандидатите од нашите коалициони партнери одзимаат сериозен број на гласови, кои што секако се на коалицијата на прогресот во вториот круг. Подршката која ја добивме во првиот круг е сериозна. Тоа се стотици илјади гласови на нашиот народ. Тоа за нас е обврска и таа обврска ние ќе исполниме и нема да застанеме и да дозволиме на некого земјата да ја враќа назад. Пред нас е сериозна борба. Се на се, СДСМ и коалицијата најдобро влегуваат во втор круг во вкупно 36 општини плюс градот Скопје. Влегуваме во борба за конечна победа во втор круг во сите преостанати општини. Главата горе. На крајот СДСМ и коалицијата ќе имаат градоначалници во повеќе општини во споредба со ВМРО ДПМН и нивната коалиција. Впрочем, и затоа Мицковски бараше избор на градоначалници во првиот круг. Свесен за тоа што ќе се случи во вториот круг. Коалиционите капацитети се сериозни, граѓаните доминантно во мнозинство се за прогресот. Огромна е нашата коалиција. Ја обединуваме цела владина коалиција, прогресивниот клас се обединува за вториот круг и влегува во борба за она што со труд, пот и крв го обезбедивме заедно со народот. За ова наша земја, прогресот се обединува за да ја обезбеди иднината на татковината. За таа цел, за да ја зачуваме безбедна и сигурна македонската иднина, ги повикувам сите наши подржувачи и тие што денеска останаа дома, да излезат и да дадат подршка за најдоброто за нашиот народ и нашата држава. Почитувани, јасна е пораката од народот, и таму каде што победивме, и таму каде што не победивме. Народот сака уште повеќе работа и уште повеќе резултати. Тие резултати ќе ги обезбедиме со сите наши капацитети. Но тие резултати се можни само со локални самоуправи кои гледаат и сакаат да одат напред. Тоа е можно само со коалиција која води напред. Затоа ги повикувам сите, целиот македонски народ, сите македонци, албанци, турци, власи, срби, роми, бошњаци, сите. Борбата продолжува. Прогресот се обединува, бидејќи злото се заканува. Коалицијата на партиите, која сочинуваат централната власт, а тоа е владината коалиција составена од СДСМ, ДУИ, ЛДП, ДОМ, БЕСА, ДПА, Бошначкиот сојуз и другите партии,
Оваа коалиција на прогресот и напредокот ќе се обедини и ќе влезе во борба за мнозинствата во најголем број од веќе избраните совети на општините низ државата. Тоа се мнозинствата низ кои се представени прогресивните и демократски политики на оваа коалиција, поддржана од огромното мнозинство на народот. Благодарам. Поведете прашање.